Со символично предавање на клучот и власта на карнавалџиите почнаа карнавалските празнувања во Струмица кои ќе траат цела недела. Заради пандемијата, оваа манифестација не се одржуваше 2 години, но од синоќа почнаа да се реализираат активностите од 7-дневната програма. Градоначалникот Костадинов вели дека клучот кој го предава на карнавалџиите значи отвореност и гостопримство на Струмица. Во наредните 7 ден власта во градот ќе имаат карнавалџиите, оние кои го исполнуваат аманетот на своите предци. Всушност, струмичките карнавалџи се единствените кои ја имаат привилегијата да бидат локална власт без избори. Нашиот клуч е за отварање. Клуч кој ја покажува отвореноста и гостопримството на Струмица и струмичани за сите добронамерници. Струмичкиот карнавал годинава одбележува 30 години организирана форма. Од таа причина беше промовирана монографијата за оваа манифестација која обстојува со векови, насловена како Струмичко чудо од авторите Катерина Милушева и Александар Цицимов. Монографијата го осликува развојот на Струмичкиот карнавал. Струмичкиот карнавал, најголемата манифестација од таков вид во Македонија, бренд изброен во редот на најатрактивните европски карневали, еден од 20 топ улични карневали во светот, тоа го заслужува. Одговорот е многу едноставен, една силна желба на хартија да се стават сите емоции кои како долгогодишен партиципиент во карневалот ги се натрупале. Згода на тоа сте добиле и годишна награда. Големото карнавалско дефиле во Струмица ќе се одржи во сабота. Заради пандемијата бројот на учесници ќе биде редуциран. Ќе учествуваат 20 на карнавалски групи од земјава, но и од Лесковац, Србија и Кукуш и Солун од соседна Грција.